Здраво. Али бил болен, па дојдов да го видам. Спие. Влези. Има најмалку 38. 37,5. Мерев пред 5 минути. Тој не се разболува лесно, му паднал имунитетот. Овие лекови се во ред, нека не зема антибиотици, не делуваат на вируси, затоа. Не сум лекар, но многу добро знам што може да му помогне за грип. Верувам дека е така. Гледам дека знаеш. Јавете ми ако му се качи повеќе температурата од 39. Има и други доктори. Ке се снајдеме. Прво, тие не знаат повеќе од мене, што е добро за него, а што не. Второ, ќе дадат несоодветна терапија. Ова е вирус, а ќе му дадат антибиотици. И како трето, поздрави го кога ќе се разбуди. Толку. Ајде, сметки водат само нагоре. Мехмеджан! Мехмеджан? 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 Сине, каде си? Мехмеджан! Денес не излезе на улица. Цело време беше дома. Знам, мила, ама сега го нема. Ама јас излегов на кратко од дома. Не дојде ни кај вас? Не дојде, госпоđo Сидем. Денес не сум го видела. О, што ќе правиме сега? Еве вака, ти провери да не е кај другарчињата, добра? А ние да видиме да не е на другата улица, на Али јас ќе А да се јавиме во полиција? Не знам, не знам дали да се јавиме, госпоđo Сине, дете ќе излезе од Добро, каде? јавете се во полиција, јавете се, да. Ало, Дојди најде, мора да го најдеме. повик за исчезнато дете се вика Мехмет Аџер. Има 9 години, 1,30 м висок со темна коса. Барам исчезнато дете. Еве слика. Пак ли овој? Јас го знам ова дете. И јас? Не знам колку пати сме имале работа со него. Ајде, солесно. Ајде здраво. Ајде, вози ме, брат, побрзај, ајде. На пат сум, сине, не можам да чекам. Нема ли нешто од нашиов? Полицијата го бара. Ке полудам, али каде може да е детево? Биди цврста, мила, ќе го најдеме. Ти каде ќе бидеш? Ќе одам кај моите, ако си го најдам клучот воопшто. Ах!
Боже, ке полудам. Каде ли е, мамо? Само на кратко излегов од дома. Каде е ова дете? Пријави во полиција, нели? Па се јавив, се разбира дека пријавив. До сите станици. Изгубено е башко дете. Повторувам, до сите станици. Во црна јакна и светли панталони. Се вика Мехметџан. До сите екипи во близина на Бейкос. Во црна јакна и светли панталони. Се вика Мехметџан. Биди присебна, синем. Пред се треба да останеш смирена, знаеш? Мехмеджан е ова. Зборуваме за едно дете кое само отиде дури до Урфа. Урфа? Па добро рече тато. Ди се јавам на мајка Есма. Се јавив кај моите. Не, се јавив на аеродром, на автобуска станица го нема. Кутрото дете. Ама тоа не е виновно кутрото. Нема спокој, нема ред детето. Се разбира дека ќе бега од таквата состојба. И јас да сум би бегала. Мамо, не почнувај пак. Немој. Господја, и вие имате голем дел во ова што се случи. А сега ни пререкувате зашто сме се развеле. Бидете барем доследни. Чекај малку. Таков то не дозволувам. Треба да покажеш достојна почит, нели? Смирете се. Што ви е маката? Да го пронајдете Мехмеджан или да се расправате? Зошто си надвор ти? Ало, Дали е тоа Али Аџар? да, јас сум. Вашиот син е кај нас. Ве молам, дојдете. Прво мислевме дека се изгубил. Не сакаше да ни каже. Не знаеме детето зашто избегало од дома. Може би се вознемирило заради нешто. Веројатно некој домашен проблем. Не сакаше ништо да каже. Еве го внатре, се дружи со другите деца. Повелете. Мехмеджан? Мехмеджан? Сега морам да си одам дома. Каде? Ама само што дојде. Морам да одам. Сима мајка и татко. Ќе си оди дома. Дојди пак, мемо. На лето ќе играме фудбал, важи? Ама нема да ви попуштам, да си знаете. Леле, ќе видиме. Пријатно. Чао, чао. Зошто дојдовте до овде? Ке си дојдов сам дома. Мило мое, не помислуваш дека мама и тато ќе се исплашат, ќе се загрижат за тебе? И вие се разделивте и не мислевте на мене. Сигне, тоа не е исто. Не може кога ќе ти текне вака да се изгубиш. Те разбирам, ти сакаш да не казниш, ама нема ништо да се промени, го знаеш тоа. Сине, со овие работи не правиш ништо добро, Тој да мила. направам, нема да се смирите, така? А вие ме прашавте дали јас сум тажен? Мехмеджан, Ама јас останав сам, бев тажен. И помислив на децата што се сами како мене. Секав да ги најдам. мајкино, тие деца се сами, тие немаат никого. Немаат семејства, ти имаш, нели? Да, знам. Не требаше така. Мамо, извини. Тато, не луди ми се. Сине, Мехмеджан, дојди кај мамичка. магара едно. Ќе те утепам. Немој никогаш повеќе, добро? Добро.
Значи се врати во живот. Се вратив. Како си сега? Со денови лежам, досадно ми е. Да останеш уште некој ден, ова не поминува така лесно. Ќе си одам уште малку. Си имам една работа. Синем си оди денес. За Лондон? Ајде бе. Што да ти кажам, ајде со среќа некај. Треба да ја однесам на аеродром и остануваме сами со син ми. Така значи. Али? Добро ли си? Се е во ред, брат. Би ти донесов свежа водичка. Написи. Така. Донесов, господине Махмуд. Добро си направил. Од најквалитетната ли е? Од најквалитетната. Одлично. Ајде, куц, јади, куц. Денес мама заминува. Ти ќе одиш кај татко ти? Да. Кучето ќе те бара. Ајде, чао, си ода. Ајде, чао. Остани ми со здравје, дидичко. Ти благодарам, Керко. Значи, ако се најдеш во тесно во Лондон, Ќе речам дека дедо ми Бурхан е дипломат. мене таму сите ме познаваат. Така е, дедо, знам. Тата? Ќерко? Те молам, внимавај на себе, ќерко. И вие чувајте се, тата. Те убедував да одиш, ама сега ми е тешко. Мамичко. Ама немој сега. Само за 3 месеци. Па и до сега сме се разделувале. И ќе дојдам да ве видам, ќе ве посетувам. Не се сетив да ти спакувам нешто за јадење, леле. Те молам, мамо, не смеам храна да носам во авион. Ќе направиш проблем на царина Нур. Деца, кога бев во Лондон, под мостот имаше продавачи на сендвичи со риба. Погрежив? Изгледа, овде во Истанбул беше така. Кај ме нонуда? Готово сум остарел. Не, никако. Мил мој дедо. Внимавајте на себе. Што направивте, господине Бурхан? Ама тато што направи? Фрлам вода како што е ред. Земи ја кофата и остави ја на чешмата. Сонце, Подготвен сум. си ги зема работите? Книгите? Да. Што гледаш во играчките? Со овие нема играње по цел ден, се договоривме? Треба да учиш. Треба да читаш книги. Добра? Добро. Ако заборавиш ништо, ќе дојдете со тато да го земете. Добра, најмило? Мамо, ај врати се побргу. Сонце мало на мама. Ветувам. Среќен пат, госпоđo Синя. Благодарам за помошта. Поздрав до супругата. Станот ти е во мене, да знаеш. Без гајле. Како си? Добро, а ти? Добар. Јагнем. Овој куфер не го земај.
Зошто? Не одиме сите заедно на аеродром? Не. Ќе дојдат по мене. Кој? Овој копук ќе те носи? Ние ќе патуваме заедно. Заедно, а? И тој доби иста покана за усовршување. Што, има некој проблем? Мајкино? Те молам да бидеш умен, добра? Кога сакаш ќе се слушнеме, мама ќе ти се јави. И на интернет ќе зборуваме. Ќе го слушаш тато и ќе бидеш умен. Се договоривме? Ќе помине брзо, верувај. Се гледаме. Ајде, тато, да одиме. Мехмеджан, останавме двајцата. Што сакаш да правиме? Не знам. Ајде нешто да јадеме, па да одиме на куглање, а? Добро. Ало, Боленд. Вечер ќе ми требаш за нешто. Не планирај ништо. Зошто? Се е ворат? Па не сум баш најдобар. Вечер ќе го носам Мехмеджан на куглање. Дојди да се дружиме. Колеги, разбудете ме кога ќе стигнеме. Воред професоре. Ќе ве разбудиме. Возбудена ли си? А зашто тоа треба да бидам возбудена? Па не знам, само онака прашав. Јас едве чекам да стасаме. Што знам, имам некое чувство, не знам како да објаснам, ама... Не чекаат убави работи, а? Природно. Ти никого не остави дома зад себе, а јас си го оставив своето дете. Тешко е. Разбирам. Јас сум во подобра положба. Мислам, се што ми треба имам со мене. Па убаво. Јас ке задрема малку. Добро. Цар сум. Па како успеа, чичко Болен? Многу е просто. Види, сега ќе ти покажам, дојди. Еве вака ќе ја фатиш куглата. Добро. Еве вака, сврти ја тука сега. Дојди сега. Вака ли? Така. Нема да фрлаш од високо, ќе ја пуштиш да лизга, поред? Добро. Ја гледаш ли линијата оваа на средината? По таа линија треба да се лизга. Ме разбрали? Ајде сега пробај сам. Ама не можам. Брате, не се депримирайте. Со тој копук отидоа заедно за Лондон. Барем да кажеше, да ми дадеше некој знак, па да не одев пред куќата да висам како мисир. Али, што али бе, брат? Што? Ајде за мене не мислиш, а детето? Греот, а детето да те гледа така. Ама, сине ме паметна жена.
Ти мислиш дека ќе дозволеше да ја видиш ако имаше било што со тој човек? А ако беше намерно, а? На одење реши да ми изгори душата до крај. Не верувам, брат. Синем не е таква. Таа не е човек без карактер. Синем не би го направила тоа. Кога се враќавме, Малиов се потпрел со главата. Му се насолзиле очите. Кој знае што се му поминува низ глава. Тогаш кога ти се јавив. Кој ти го дава тоа право, а? Кој ти дава право да му ја измешаш главата на детето и да си одиш? Како е Мехмеджан? Лошо, брат, лошо. Го гледаш вака се смее. Само што си се свртел, целиот се стемнил. Знаеш вчера што направи? Престана да се радува. Земи го. Што е ова? Специјалист психолог Гуркан Тузу. Не бе, брат, не сум до толку. Не е за тебе, пријател. За Мехмеджан. Да не се измеша детето уште толку. Види, не може ништо да му биде. Ќе одите, човекот ќе поразговара малку со вас. Ќе ви помогне, сигурен сум. А ти знаеш, и мајка ми и татко ми беа разведени. Многу добро знам како е тоа. Мислиш ќе помогне? Гюркан Тузджу ми е стар пријател, добар психолог. Пробај, ништо не губиш. Синем ме пара. Ајде да јави се. Али? Здраво. Веќе сум во хотела, да. Убаво е. Па убаво е, да. Блиско е до кампот. Болницата е на 5 минути. Мислам, пеш не треба превоз. А вие како сте? Али, таму ли си? Те слушам. Добро, знам дека ми се лутиш, ама тоа не беше... Не е важно. Како не било важно? Па мора да зборуваме. Добро, не ти кажав дека и Јусуф ќе доаѓа, зашто знаев дека ќе мислиш на секакви глупости. Тоа е единствената причина. Па нормално. Полесно да ме ставиш пред свршен чин. О, Господе Боже. Ама тоа не зависеше од мене. Кога се гледа од страна, малку чудно изгледа, ама ништо од тоа што сега ти се врти во главата не е, веруј. Не би ти кажал што ми се врти, синем. Ќе зборуваш ли со син ти? Да, ќе зборувам. Дојди, Џан. Мамичке, како си? Мајкино. Што е? Каде сте сите кога звони телефонот? Никаде ве нема. За рагата треба да трча да се јави по телефонот, а? Ало, кој е? Јас сум дедо, Мехмеджан. Зошто, бре, дете, не спиеш во ова време? Добар ли си, внушко? Не сум дедо. Ти да не плачеш, бе, Мемо? Што е? Кој плаче? Мама замина, деде. Со тато сме сами двајцата. На тато му е многу тешко. Само не покажува поради мене.
Не плачи, синко, не плачи. Слушай сега што ќе ти каже тебе, дедо. Дедо секојаш ќе биде тука за тебе. Ќе дојдеш ли, деде? Како нема да дојдам, бе? Со првиот авион дедо ќе дојде таму. Ајде, избриши ги столците сега, ајде. Те чекам, деде. Што е, да нема ништо лошо? Мојот и твојот внук рони солзи. Вие ли ќе ми го расплакувате внукот, а? Ќе ви го слушам целиот Истанбул врз вашата глава. Ахо! Повели, ага. А Илија, што си толку налутен, ага? Слушај ме сега, мамо. Прво и прво, оди да купиш карти за авион. Оди ме за Истанбул. Како ќе заповедаш, ага? Ако нема место на првиот... Зали е можно тоа, а? Па може. За мене? За Агата да нема место, а? Ке го слушам аеродромот, бре! Ке го срушиш, да? Оди купи карти. Ако нема карти, изнајми авион. Ако нема авион, најди некој хеликоптер. Јас сутре морам да бидам во Истанбул. А ако случајно не бидам, оди веднаш да си купиш гроб да ти се најде. Не разбрали, махо? Разбрав, ага. Оди, не го лути веќе. Нели имавме за домашно? Нели ќе имаме надпревар? Се сеќаваш учителката што ни рече? Надпревар за најдобар расказ. Јас не напишав. Не знам што да напишам. Мојов расказ се вика Утрото кога си замина. Ама моите не знаат ништо, не ме издавај ти, добро? А замисли ти да победиш, Мехмеджан? Леле, ако победиш. Па може да победам, од каде знаеш, може. Мехмеджан, Ајде, морам да одам. Мехмеджан, што правиш овде, сине? Пишувам домашно. Го барам телефонот на секаде. А ти многу рано пишуваш, а? Па што друго да правам, тато? Браво, бе, сине, браво. Облечи се и одиме. Немој се овјалиште како по дома. А што бараме па сега на психолог? Имаме термин, мора да одиме. Не може да не одиме. Уф. Тато, од каде бе сега на психолог? Не знаеме, сине, може би добро ќе ти дојде. Демек ако одам на психолог ќе бидам попаметен? Аха, може. Не губиш ништо, нели? Не. Само упрашувам, тато. Е тогаш зашто ти и мама не отидовте на психолог? Да отидевте, може да се разделите. Многу збориш, еј. О, тато, колку лесно било да си татко. Секогаш кога немаш одговор, не збори многу и готово. Седи овде. Лесно е да бидам твој татко, а? Магаре едно. Ало? Ало, Али? Да го слушнав Мехмеджан ако е до тебе пред да почне семинар? Синем, мемо е со мене, но да ти сеа малку подоцна. Зошто подоцна? Каде сте сега? Ова, на психолог сме. На психолог? Ни препорача од училиштето, рекоа. Али? Нема ништо за паника, сине. Како тоа немало ништо за паника? Како така од нигде никаде го препорачуваат за психолог моето дете? Како тоа од никаде, како? Нек ни побегна од дома, синем, го најдовме во домот. Тоа од нигде никаде. Добро, не се лути, добро. Јави ми се кога ќе излезете, добро, да не се грижам. Али ме слушаш ли? Аман, што човек е беше? Синем? Да нема некој проблем. Не знам, изгледа има. Guys, we are starting now. Влезете. Господин Ѓуркан, Али Аџер.
Повелете, мило ми е. Се јавивте токму кога еден од пациентите го откажа терминот точно на време. Да, се извинувам, ова беше од денес за денес. Не, ве молам, се е во ред. Што е проблемот со вашето дете? Една класична приказна. Неодамна се разведов од супругата. Ве разбирам. Изгледа е лесно да си секретарка. Од каде пак сега тоа? Па не е само тоа. Така е. Им треба време и да си изсушат. Ти си Мехмеджан? Ајде, влези. Ајде да влезам. Предплатникот не е достапен во моментот. Ве молиме, бирајте подоцна. Значи, ова е али претера веќе. Каква е оваа неодговорност? Доста е веќе. Претера. Ако ви кажам се, сите проблеми ќе се решат, така? Не, Мехмеджан, само ти можеш да си ги решиш проблемите, а јас можам само да ти помогнам. Само помош? Да. Добро, разбирам. Тогаш помогни ми за мама и тато. Да се смират. Жал ми е. Ќе помогнам, ама не е така лесно. Не се мешам во врската на мајка ти и татко ти. Не е моја работа да ги смирувам. Не се мешам, не е моја работа. Тогаш зашто ние дојдовме тука? Види, Мехмеджан. Зашто мене ме носат овде? Тие се разделуваат, а мене ме носат на психолог. Нели е тоа малку чудно? Не е чудно да се оди на психолог. Чудно е што некои луѓе не одат, а треба. Така дета дојдоа на почеток не може да се разделат. Никогаш не е доцна за тоа. Тоа значи дека мама и тато пак може да се земат? Да. Секогаш постои можност, ама... Дефинитивно, јас тука не треба да бидам, туку тие треба. Оди си. На Баргупај ќе се вратиш. Тато? Сине? Што е? Толку брзо завршивте? Повели, ти влези си внатре. Влезете, господин Али, повелете. Ах, Мехмеджан. Ајде, одиме. Нели ти реков дека не треба тука да доаѓаме, нели? Дојди сега ваму. Слушни го сега, тато. Види, Джан, овој пат не ти се лутам. Ама, наредниот пат сакам да го слушаш чичкото. Ме разбираш, сине? Ако ова не е добро за тебе, тато мислиш дека ќе те тера со сила? Договорено? Договорено. Не те слушнав? Договорено, да те разбрав. Така да чујам. Ајде сега да јадеме. Подобро да си одиме дома. Дома? Зошто? Така не ми се шета. Добро. Се расипало. Ова не е за јадење? Паштета од туна сакаш? Ама смрди. Зомби вола да не живее. И ово се расипало. Да, ама тато, треба да го измиеш. Сине, кој е попрво да го измијам сега? Не гледаш какво е? Пак се наполни кујната. Ништо, тогаш ќе порачаме. Види кој е на вратата, јас ќе Ти порачувам. види. Сине, отвори. Јас не одам, ти оди. Сине, јас треба да Ама порачам. не сакам, ти оди. Ти да не порача веќе? Цар си, сине, умирам од глад. Тато, да.
Дојди да те гуштам. Добре дојде, тато. Најдов. Сине, Деде? Дојди Тарзан на Мајко, дедо. добре дојде. чекай да те видам, тебе. О, дојди, бабино. Убав тој на баба. Ме изненадивте, од каде излеговте вака наеднаш? Јас ги викнав, бе. Така ти е тоа со децата, виде. Ајде, бабо, влези внатре. Па добре дојдовте, влезете. Ајде, повели, повели. Ајде. Влези, влези. Моли се на Агата, инаку... Си рековме да дојдеме, а те ти си бил сам. Си реков да се прошетаме со Мемо малку. Мемо Џан беше многу тажен на телефон, па дојдовме. Добро направивте, Бога ми. Мамо, те молам, раскомоти се, ајде. Кај да седнам, сине? Каков домаќин си ти? Да, малку е растурен. Малку рече. Види, како малку бе. Како на некој џубриште да сме. Што да правам, тато? Не стигнав да најдам некоја жена. Муабетот ми е сладок, ама морам да одам на работа. И сабота ли работиш, сине? Што да правам, мајко? Без синти не одат работите. Мајко, ама немој сега да се фатиш да чистиш. Од Урфа до овде не дојде за тоа, нели? Како може така? Не ке седам вака. Прво, куќата треба да се зачисти. Ама, мајко... Ке средам јас. Ајде, оди ти на работа. Оди на работа, ајде. Работата не сме да чека. Ајде, добро, одам. Мехмеджан, да бидеш умен да го слушаш дедо, јасно? Ама ти не бери гајле, бре. Дај си работата. Дај да пукне. Нека пукне, бе, деде. Тарзан на дедо. Ало, аха, еве, доаѓам, Булент. А си велев, со внукот ке се шетам цел ден. Ете сега не остави сами дома и си отиде. Ајде да се фатиме за работа. Мемо Џан, ајде оди, донеси ја смукалката на баба. Ајде. Махо, а ти најди ми ги работите за чистење. Ага, а ти... Абе, ти на Агата ли ќе му наредуваш тесма? Што е? Тешко ти падна, ага? Ајде станувај. Нема седење. Ајде. Много да јасно. А во врска со другите работи треба да закажеме извинувам, посебен доцнам. состанок. Најпосле стигна. Ама тоа не го одложува стартот. As you can see, some types of brain tumor block the normal circulation of fluid. Воопшто нема да те видам, мамо. Ама ќе ми биде тешко без тебе. Види, Мехмеджан, луѓето понекогаш се разделуваат. Тоа не е крај на светот, од тоа не се умира. Луѓето што се развеле остануваат како пријатели, си ги сакаат своите деца. Не се откажуваат еден од друг, ме разбираш ли? Немојте да ме лажете. Вие двајцата не сте срекни, само заради мене се преправате. Ако е така, зошто таа доживе на друго место, а не со нас? Јас не сум малечок, знам. Синем, As you see in slides A and B, синем. Добар ли си, те гледам одсутна си. Се е во ред, нешто малку низ главата. Како што ви кажав, таргет групата веќе го познава производот. Со оваа кампања продажбата уште повеќе ќе се зголеми. На следниот состанок ќе зборуваме за ефектите. Господине Али, вие што мислите за ова? Па јас ништо не мислам, само така продолжете.
ќе го затворат аквариумот. Колку убаво мириса на чисто. Сега ќе одиме сите. Ајде, одиме. Ајде, одиме. Ајде, Есма, на шетање. Ајде. Ајде, Мемоџан. Тргай пред мене. Ајде. Синем, знаеш за ова? Гледам, ако види. Кога сме веќе во Лондон да гледам и некој мюзикл. Што мислиш? Господе Боже. Види, купив и билети. Најдобрите места. Деде, јас ќе одам до бифето. Имаш ли пари? Имам. Па ќе се најдеме кај прашумите, важи? Кај ти се тие прашуми, бе, дедино? Махо, што правиш, бе? Си правам селфи, ага. А агицата ке не слика и двајцата, бе? Не, сега е вака модерно. Бог да чува и да брани. Боже. И се чудам на паметот на синем. Го остава детето со татко му и оди преку цел свет за работа. И седи таму со месеци сама и воопшто не е грижа за нашиот Мемо. Нашиот Али не знае самиот да се гледа, а Мемо ќе го гледал. Боже, Боже, им се чудам на паметот. Ама да не грешам душа, може морала за работа да оди. Како морала, ма Есма? Да не работи случајно за војската? Да не работи во државно? Како тоа морала? Ага, на субспециализација е. Да како суп, бе? Слушни ме, ага. Субспециализација, не само специализација, туку субспециализација. Разбрав. А што е тоа субспециализација? Тоа, навистина не знам. Не знаеш? Цело време тука ми го кршиш јазикот. Ајван еден, ајван осван. Деде, дојди да ги водиш крокодилите. Таму се дојди. Имало и крокодили. Агице, не оди таму. Ајде да ги видиме. Hi, do you have time? I'm in Istanbul. Oh, really? Nothing in the press about it. I came without notice this time. I was in Moscow. It was very tiring, so I thought a 2-day rest in Istanbul would be nice. I really want to see you, Ellie. Look, Christine, I would like to, but my son is with me now. It doesn't have to be long. Half hour. Let's have a drink. За 5 минути чајот ќе биде готов. А само што се јави Али, имал работа, рече да не го чекаме. Ке задоцнел. Добро. Ајде сега. Сине, убави ти се новите играчки? Сите играчки се убави, ама качкетов е најубав. Немој бе. Да си жив, бабино. Ама види ваму, јас тебе тоа од Урфа ти го донесов, синко. Секој пат кога ќе доаѓам, ќе ти носам по еден нов качкет од Урфа. Требаше и елек да му купам, Есма. Не треба, дедо, ова ми е доста на мен. Да погледа. Јас ќе отворам. Баба и дедо! Добре дојдовте. О, внуче, убаво мое. Ајде, влезете внатрајте. Слушај, баба, извади го тоа од главата да видам. Што е тоа? А? Како да си селско дете? Дојдовте, како сте? Добро дојдовте, господине Аднан. Добро најдовме, господине. Добро ве најдов. Вие кога пристигнавте? Јас донесов нешто за јадење за Мехмеджан.
Дозволете, дајте ми го мене. А што сте се мачеле? Јадењето веќе се крчка на оган. Останавте на нога, повелете, седнете. Благодари ме на поканата, подобро да одиме. Имаме работа. Ајде бе да останете, сега ќе вечераме. Извини, Аднан, каде тоа одиме? Никаде не одиме. Нели гледаш, го придобиле детето. Уште малку, па во Урфа ќе го однесат. Нур, тоа се глупости, ајде да одиме. Ќе дојдеме ние и друг пат. Овде сме. Одиме, Нур. Ќе ве оставиме со внукот. Ама навистина Зетов го одржувал станот. Мислев досега ќе го претвори во штала. Што рече? Каква штала? Овие воопшто не сакаат. Немаат никаков усум. Шталите се за животни, а не за луѓе. Што сакаш да кажеш, господјо Нур? Ве молам, господјо, не претерувајте. Ајде, есма, пушти ги. Не слушаш ли? Само Бош муавети, ништо друго. Чекайте малку. Внимавајте на вашите зборови, ве молам. Треба да се однесувате културно, нели е така? Нема бе. Ке си кажам се што сакам. Разбра? Ме разбрави? Ага, немој полека. Ага, немој полека. Не ли ги слушаш? Дошла во куќата на син ми за да реше дека е штала? Ага. Смири се, не се нервирај. Кога ти се нервираш, јас уште повеќе од тебе се нервирам. За женава не знам, ама оној до неа од овде жив нема да излезе. Внимавај што зборуваш. Нека. Ние да одиме веќе. Малечок, се гледаме. Малото на дедо. Одете со здравје. Фатете си го патот, ајде. Навистина многу ми е криво што воопшто дојдовме. Не ве поканивме ние, сами си дојдовте. Виде, Аднан, ни го одзедоа внукот, ама кај ме спои животот со вакви луѓе, леле? Фала му на Бога што нашата герка ќе се разведе, најпосле ќе се разведе. Како со тапија да сме им го земоле внукот? Господе Боже! Гледам тебе, многу ти е смешно, а? Пак отиде така на брзина, не се видовме како што треба. Презентацијата е готова, ако тоа не им одговара, некој од ке други. Собствениците притискаат, да знаеш. Да знам, ама тоа е најмногу што можам. Немам што повеќе да додадам за таа посета. Добро, а ти како си? Добар, зошто? Што знам, во последно време си некако отсутен. Излезен си некаде? Не, дома сум. Моите се на гости. А Мехмет Ага слуша джез? Не, доаѓа од телевизорот. Јешем, сега имам работа, ќе ти се јавам. Се слушаме. Sorry, call from the office. That's okay. I already ordered. How was in Moscow? It's all right. It's opening of a 7-star hotel. So, I was there for 4 nights, all the uncount rich people, you know. So you got divorced? News spread fast. If you want, you find out. I think our story's not finished. Better not to continue. Let's leave it like this. Why? Because to remember nicely. I think we can remember it in a nicer way if you like. Sorry. Молам, сине. Тато, каде си до сега? Ајде, те чекаме за вечера. Доаѓам, сине, се сретнав со некои пријатели, па. Кажи му на дедо ти да не се луди, добро? I have to go. Show me a picture of your son. You know what I missed you? People lie to their wives and children just to be with me. What kind of man are you, Ali? No, he's not. Well, tonight's my last night here, so I'm leaving tomorrow. So I don't know if there's ever going to be a next time or anywhere, if you understand what I mean.
Изгледа со паметот не си во Лондон, нели? Така е, во право си. А зошто толку се обвинуваш себе си? Не можам поинаку, Јусуф. За прв пат толку долго сум разделена од него. Дури се прашувам, што направив, зошто дојдов јас воопшто тука? Постојано на тоа мислам, многу ми недостасува детето. Досадна сум, нели? Јас тебе да не те гушам, извини. Ти луда ли си? Ти мене да ме гушиш како? Никогаш. Сигурен си? За ништо на светов не сум толку сигурен. Јусуф, прво ти, поподоцна јас ке ти кажам. Не, ти кажи прво. Јас сакам да си одам. Ти остани. Да. И јас се веќе станам. Извини, мене ми се спи. Да, еве стануваме. И јас сакам да се одморам. Во ред. Професоре, ние си одиме. Пријатно, ке се видиме. Good night. See you later. See you.